Слава на нашиот Господ Исус Христос, драги слушатели, драги гледачи на Радио Марија. Денес ми представува чест да го поздравам во студиото на Радио Марија Марко Аморузо, кој што е член на црковното движење Заедништво и Слобода и е исто така сеизмолог, а во моментов е на мисии во Африка. Ни предстои еден интересен разговор и затоа дозволете ми да го поздравам Марко во нашето студио. Марко, добар ден. Добар ден. Кога зборуваме за Марко, што би можеле да кажеме кој е Марко? Може ево вака накратко да ни се представите на нас и на нашите слушатели. Grazie per questo invito. Благодарам на можноста да бидам во Радио Марија. Ве поздравувам јас сите вас. Многу ми е мило што сум денеска тука. Јас сум Марко Аморузо, човек роден во Африка, кој што италијанец, живеам во заедништво, но јас верата ја запознав преку движењето на Чиеле или Заедништво и Слобода, кога веќе бев на 20 години, а потоа одлучив да живеам во девствен живот, посветен живот, така во последните 3 години, од кога отидов во пензија, се наоѓам во Африка, инаку сум по вокација инженер, електроничен инженер и сега во моментов живеам во Африка. Помнавте дека верата сте ја добиле преку движењето Заедништво и Слобода, а како дојдовте до тоа движење, како го запознавте движењето? Јас сум роден во христијанско семејство и не дека за мене христијанската вера беше нешто непознато. Ја познавав, меѓутоа знаете како сите други на возраст кога човек е млад, се случува да се оддалечи од живењето на својата вера, но често пати јас си го поставував прашањето зашто служи животот ако не има некој идеал кој што е малку повисок од она што го живееме. Еден ден една група на мои пријатели ме поканија на заедничка молитва која што тие ја имале и јас тоа нешто го прифатив, сакав да одам со нив, бев да исполнам таа моја желба да видам што тие луѓе на каква молитва ме викат и во тоа дружење јас почнав да разбирам дека јас припаѓам на тие луѓе кои што преку молитвата која беше востановена во движењето Комуниone и Либерационе или Заедништво и Слобода, Чиеле, кое што го викаме, наеднаш ми се причини дека човекот кој што ја водеше таа молитва, ја водеше таа група, дека има целосно разбирање спрема мене, дури повеќе ме разбираше оно што јас сам себе се разбирав. Наеднаш ми се причини дека тие луѓе во себе носат едно задоволство, внатрешно задоволство, кое што нивното задоволство ми се причинуваше дека и мене ми исполнува. Некако се почувствував многу збогатен со почетокот на дружење со таа група, така што и јас почнав да бидам многу поразличен. Da allora sono rimasto И тогаш почнав да откривам дека тоа одење, тој од во верата е можен да се прави. Јас за секогаш останав во тоа движење и до ден денеска сум задоволен што сум таму, затоа што тоа е начин на кој што јас можам да реализирам својата вера.
Моментот кога јас почнав да се дружам со тие луѓе, на мене влијаеше затоа што јас во себе одлучив дека јас сакам да го посветам на Господ, на Исус мојот живот, затоа што ги гледав тие луѓе и ме воодушевуваа, кои што луѓе беа големи, возрастни, остварени, успешни луѓе, му служија на другиот, гледајќи го Исус, и со тоа едноставно се реализира во својата вера. Тоа беше нивната реализација на верата и тоа стана дел од мене да јас тоа го засакам. Тоа живење на еден интензивен начин на верата мене ми покаже дека јас, впрочем, тоа и го сакав да го направам во една полнота на живење на верата, таа девственост на животот посветен на Бог ти дава во еден момент да разбереш кој си и која е твојата вера. Сакам да потенцирам дека Меморис Домини не е еден ред, еден чин или едно општество кое што живее така посветен живот со посебни правила, монашки правила, туку тоа е едно заедништво кое што живее во девствен живот, посветен на Господ Бог, а впрочем сам по себе би бил заедница на лаици, дали тоа живеат во куќата машки или посебно живеат женски посветени на Господ Бог, но тие се реализираат преку своето живење и преку својата работа, таму каде што работат и таму го ја сведочат верата. Би сакал само да кажем дека ние со сведочење на Христос, со сведочење на верата, преку живењето кое што го имаме, го носиме Исус насекаде, па дури и меѓу луѓето кои што не веруваат, не атеистите кои што ги среќаваме, тие да видат во нас нешто различно, односно дека Исус се реализира преку нашето живење. Значи, не толку дека ќе му кажеме некому што ние живееме или каква е нашата посветеност, туку тој да види преку нашето живење дека ние сме посветени во чест на Исус и живееме за другиот. Марко, ја напуштивте Италија, предвремено се пензиониравте и сега сте во Најроби, во Кенија, во Африка. Што таму работите? Јас целиот работен век работев како електронски инженер во полето на трусното инженерство, но првата можност кога ми се укаже дека можам да одам во пензија, поради годините работени и возраста, јас веднаш се повлеков во пензија и им предложив на моите во заедницата во која што живеев дека би сакал да отидам и да работам некаде на едукативно поле. Тие ми предложија да видам дали во Кенија или во Уганда би отишол и избрав да отидам во Кенија и сега во моментов работам во две училишта, во едно основно училиште и во едно професионално училиште кое што ми е посебен предизвик, иако преку мојот живот јас не работев на полето на воспитание, сепак цел живот тоа го посакував и мислам дека сега доаѓам до едно исполнение дека можам и на тој начин да бидам корисен. Едно е, знаете, да кажете дека да, јас сакам да одам и да помогнам на луѓето, да, јас отидов таму да им помогнам на луѓето, сакам многу да помогнам и да придонесам во растот на таа популација на сите полиња и тоа едукативно поле кое што јас сега
Сега работа ми дава една можност да можам да помогнам и во растот на сите полиња на таа популација во Африка која што има потреба од наобразба. Меѓутоа, ќе ми дозволите да кажам нешто друго кое што е многу важно, а тоа за мене е видувањето дека јас во Африка открив колку многу Господ Бог мене ме сака преку таа мисија и колку многу тој мене ми помага. Господ е тој кој што дава сила, а јас само настојувам да го носам тој идеал дека во Господ е тоа што нас не прави да бидеме исполнети. Не сте прв пат во Македонија, веќе имате повеќе пати престојувано тука, но која е вашата поврзаност со Македонија? Како ја дојдовте до Македонија? Да, значи, моето познанство со Македонија е сепак една долга историја веќе, затоа што потекнува уште 2006 година и таа се роди во Италија, во едно место кое што се вика Совјоре, каде што е поклонничко место на Мајка Божја, и јас таму одат многу италијанци на одмор преку летото, и јас таа година бев со мојата мајка и со мојот брат во Совјоре, и таму случајно сретнавме една група на католици од Македонија кои што беа таму, и веднаш меѓу нас се роди едно разбирање, во смисол разбирање, верско разбирање и разбирање на гледањето на животните околности, и тогаш ние почнавме едни со други да се допишуваме и да се слушаме, па посети едни на други, и тоа пријателство е за мене многу длабоко, затоа што трае до денеска, трае до овој момент, а мислам дека ќе трае за секогаш. E quello che mi ha sempre colpito in questi anni è... Сакам да кажам дека мене пријателството со католичката црква во Македонија ме исполнува, затоа што јас во неа видов една големо задоволство на верниците кои што живеат тука и на оние кои што ја водат црквата во Македонската католичка црква, колку многу внимание обраќаат на послабите, на посиромашните, на оние кои што се во потреба, и тоа мора да признам дека и мене ми дава едно големо задоволство. Јас секогаш кога можам доаѓам повторно во Македонија, значи кога имам можност доаѓам на драга волја тука, затоа што за мене тоа е едно исполнување кое што ми дава мене внатрешна сила, но ми дава едно внатрешно задоволство, гледајќи како католиците тука во Македонија ја живеат својата вера и се исполнети. Почитувани слушатели и гледачи на Радио Марија, го проследивте разговорот со Марко Аморузо, кој што ни ги пренесе неговите искуства, неговиот животен пат и што всушност значи да си член на црковното движење Заедништво и слобода. Имајте убав и благословен ден.